Зоран, во каква фаза е во моментов истрагата или каква е таа исклучително важна фаза која што ја споменува Коцевски? Според изјавите на државниот обвинител Љупчо Коцевски, во моментов се испитуваат осомничените лица за трагедијата во Кочани, дел овде во Скопското обвинителство, дела во обвинителството во Кочани. Како што вели Коцевски, се прибираат и вештачења кои треба да ги утврдат причините за настанување на пожарот. Тој тврди дека неселективно се постапува во однос на полициските службеници, предмет кој што го води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, и како што вели, со оглед дека истрагата е се уште во тек, по нејзиното завршување може да има и останати осомничени и обвинети лица. Коцевски уверува дека истрагата ќе заврши во законски предвидениот рок од 3 месеци, односно до средината на идниот месец, околу 16-17 јуни, кога се навршуваат и 3 месеци од Кочанската трагедија. И како што вели, дури тогаш ќе биде познато колку мина и за што ќе одговараат во овој случај. Во меѓувреме, родителите на починатите преку писмена изјава се обратија до јавноста, повикаа на одговорност. Тие трагедијата ја нарекоа масовно убиство и како што велат, доколку не ја добијат правдата од домашните институции, подготвени се тоа да го бараат и од Судот за човекови права во Страсбур. Целосната слика ја гледаме во прилогот. Дел во зградата на Скопскиот ќеј, други во Кочани. Јавното обвинителство интензивно работи на распит на осомничените за пожарот во дискотеката Пулс. Се сослушуваат и сведоците, вкупно 300, а обемниот процес, според републичкиот обвинител Коцевски, ќе заврши до средината на идниот месец. Тогаш ќе биде и познато колку мина ќе седнат на обвинителна клупа за Кочанската трагедија. Согласно динамиката како утврдена, ја мислам дека нема никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок и да има обвинени. Коцевски негира дека обвинителството постапувало селективно во однос на полициските службеници и вели дека истрагата е во тек, па не се исклучувала можноста да има и нови осомничени. Тоа што власта се откажа од негово разрешување, уверува дека не влијае врз предметот и тврди дека никој од политиката не се мешал во начинот на кој се води истрагата. Значи, тоа е политичка одлука, во моментов од почнување на истрагата немам никакви притисоци или евентуално закани во однос на тој дел. Родителите на загинатите пак денеска во писмена изјава за јавноста побараа одговорност од сите инволвирани лица и институции, а трагедијата ја оценија како масовно убиство. Повикуваат на неселективна правда и пишуваат дека ако домашните институции не си ја завршат работата, подготвени се правдата да ја бараат и пред Судот за човекови права во Страсбур. Оваа трагедија ја карактеризираме како масовно убиство и тешко загрозување на човековите животи и безбедноста и бараме надлежните институции да постапат професионално, непристрасно и во согласност со важечките закони и меѓународни конвенции. Потребно е да се утврди дали нечија немарност, злоупотреба или незаконско дејствување довело до оваа трагедија. Минатата недела родителите одржаа протест пред јавното обвинителство. Дел беа и на средба, а како што вели Коцевски, им било одговорено на сите прашања кои ги имале за случајот. Оние што беа примени во јавното обвинителство поставуваа прашања, на тие прашања им одговоривме, така да во тој дел сметам дека немаше проблем. Во однос на другиот дел, тие што не влегле, не знам зошто и не присуствуваа. Пожарот во дискотеката Пулс се случи на 16 март. Загинаа 62 лица, а под сомнеж дека сносат вина за трагедијата се околу 60 мина. Осомничени се поранешни министри, градоначалници, директори на пазарниот инспекторат и дирекцијата за заштита и спасување, сопствениците на дискотеката и фирмата за обезбедување. Зоран, слушнавме дел од барањата на родителите на жртвите во пожарот во дискотеката Пулс. Тие изминатите викенди, речиси секој викенд одржуваат протестен марш во Кочани. Ќе има ли такво нешто и овој викенд? Да, и за овој викенд родителите преку својата писмена изјава со која излегоа денеска најавуваат дека ќе се одржи протест насловен марш на ангелите. Но за разлика од претходно, во сабота на 10 мај за кога е закажан овој протест, тој ќе започне во 16 часот и 5 минути, како што велат, символизирајќи ја задоцнетата институционална реакција.